Слушнете на Около FM. Здраво, другарчиня, здраво, дечиня, здраво, тинейджери, здраво, млади възрастни и здраво, възрастни. Големо поздравче за топло добре дойде во Слушнете. Јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка. А за оваа емисија има многу реални, но и измислени соговорници. Некои се луѓе, некои се деца во заграда. Хи, како децата да не се луѓе. Некои се птици, галеби, некои се Оптиму роботчиња и Оптима белгијанки на Еразмус размен. Некои се чудовишта со име Отпад, некои се Куки и Лулу. Сега знам дека моите баба-деде ќе ви не достигаат во оваа емисија, ама им дадов распуст хи. Ке ги чуете во следните дружби. Give me an eye. Give me a can. Give me a we. Give me a can. We can do this together. We can do this together. Слушнете. Ти носам јас весели зборови, желби без број, лесни пеперутки во лед. На рандеву ти носам музика од срце и радосни насмевки сто на лице. Сакам овој ден да трај и сонце да пее, дене волчебен и држи ме за рака, ностоп да е вака. Јас секогаш сакам да си заљубен, да бидеш среќен. Сакам овој ден да трај и сонце да пее, дене волчебен и држи ме за рака, ностоп да е вака. Јас секогаш сакам да си заљубен, да бидеш среќен. Да бидеш среќен. Ти носам јас очи со светлина од љубов и прегратки полни со жар, топлина. Сакам овој ден да трај и сонце да пее, дене волчебен и држи ме за рака, ностоп да е вака. Јас секогаш сакам да си заљубен, да бидеш среќен. Сакам овој ден да трај и сонце да пее, дене волчебен и држи ме за рака, ностоп да е вака. Јас секогаш сакам да си заљубен, да бидеш среќен. Да бидеш среќен. Ти носам јас весели збор. А сега, другарчиња, една моја распустовска репортажа од Охрид. Да, знам дека уживате кога правам аудио, а ова е и видео репортажа. Морам да ви признам, и јас. А со мајка ми тоа го нарекуваме пристап на опортунистичка креативност. Како што се движиме низ различните локации, ни се случува нешто. Обсервираме нешто, си поврзуваме, си дискутираме и се раѓа патепис. Па возбудени собираме и фотографии,
видеоматеријали, ги склопуваме и правиме и кратко видео ако ни е интересен предизвикот. Значи сакам да ви кажам, не дека ние сме седнале да мислиме од дома да правиме приказна за галеби, сама се раѓа. Потребни состојки: отворен ум, креативност и соговорник. Слушнете не! Државите на возрастните и државите на децата. Приказна за местото каде галебите владеат. Односно си мислат дека владеат. Ане, јас и мама и ко гледам, сите галеби се карат меѓусебно со едни црни пиленца. И сите си освојуваат брод. Гочија! Ова пиленце не дозволува на никој да му се приближи. Тој, бидејќи си го има освоено бродот. Бродот се вика Македонија. И така секој брод беше освоен од по едно пиле кое што си мислеше дека е главно. Епа, овие, како се вика? Сигалс галеби. Епа, овие seagulls на англиски, а превод галеби, можете да ги препознаете, за ако се добри, главчето ќе му биде погоре, а ако се лоши, како на спуфнатото второто, вака ќе му биде. И тие си бркат од друга армија, за да си се заштитат себе си и можеби неговата армија. Значи многу често можете да видите како шета едно лошо, а другите седат. Старешина Галеб Фиц, акција! Старешина Галеб Коки, акција! Старешина Галеб Кира, акција! Старешина Галеб Гулу, акција! Да имаме цела армија и си направија држава. Ви ја представувам државата Галебикус. И држава на бродот. Галија се вика бродот, каде што направија држава. Ама оваа држава има и доселеници, има и црни и бели. Епа и онде, како што гледате, почнува од ова пиле, рататара во круг и горе едно најглавно. Најглавно пиле, тоест највисоко застанало. Наумна држава имаме, црни, бели, секакви, а не се карат. А она едно сака да владее на бродот или државата Македонија и сите ги брка. Се враќаме на кутриото само главно пиле, на кутриот сам искршен брод Македонија. Дали слушате борба за власт? Она е најлошо. Но што ако нашите утрински галеби не се кара, туку само си разговара, како ние децата кога играме улоги и освојувачи? А всушност сите живееме и се дружиме. Кој е тогаш посилен и зарем треба да се покажува сила? И каква сила? Може би силата на детската игра. Помислете. Замисли свет, магичен свет. Замисли само свет, шарен и мек, добар ко лед. Замисли само срце што чука. Дам, 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 бори ka мост на љубовта. Сите се смеат, смеат и пеат дам, дам. По еден глас ти запеј со нас. Ајде се сакаме и да нема грижи. Сите сме убави на смевки. Елен да
надуено, в селата прочуено, гласој чудни шири, плаче, но и свири. Што е тоа? Гајда! Одговорот е гајда. Ви текна? Срце што чука, дам, бори таму на љубовта. Сите се смеат, ти пеат, дам, по еден глас ти забесонат. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Едем да тргуваат, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Ајде се сакаме и да нема грижи, сите сме убави насмевки. Едем да тргуваат, светот не се движи, подај рака и дојди со нас. Другарчиња, дали знаете кој ми прати новогодишна порака? Оптимо! Вечниот студент на економски факултет Прилеп, односно вечниот студент на Укло. Слушнете го! Здраво на сите! Јас сум Оптимо, а ова е мојата порака до вас. Оптимо, зошто ти е гласот како женско? Ми текна! Мими, кој што го создаде, Оптимо, ги кажува неговите мисли. На последната стоенка на Оптимо, бајаги го наполнавме неговото главче со многу добри мисли. Периодот кога го славиме раѓањето на една нова година дава нова надеж дека убавите работи од минатата година ќе траат, а лошите нешта нема да се повторат. Од се срце ви посакувам секој ден од новата година да ви биде исполнет со многу здравје, убави работи, љубов, радост и мир. Со позитивна мисла и енергија да зачекориме во нов почеток. Имајте безброј магични и незаборавни моменти на среќа, радост и успех заедно со вашите најмили. Ве охрабрувам да ја полните мојата глава со многу позитивни мисли, за да стрелката на мојот мерач за оптимизам секогаш биде на максимум. Јас сум Оптимо, а ова е Слушнете не на Укло FM. Оптимо, јас имам уште една дополнителна желба за тебе. Оваа година да си запознаеш и некоја Оптимка или Оптима. Јас препознавам една Оптима во Гент во Белгија и таа година ве иде на Еразмус размена. Сигурна сум дека ќе се запознаете. Бај. Дечки, ова е завера. Вчера мама ме искара. Цел ден зјапа што е опасно. Не разбира колку ми е досадно. Досаден ми е овој свет. Празен кога нема интернет. Кога сурфам јас сум кула. Играм опасно е досадно. Здраво на сите! Поздрав од Крушево! Јас сум Мими. Јас сум Ѓорги. Јас сум Кристина. Јас сум Бојан. Јас сум Кристина. А ова е Слушнете ме на Укло FM. Дечки, ова е завера. Вчера тато ме искара. Празна тетрадка за домашно. Интернет и досадно итно. Досаден ми е овој свет. Празен кога нема интернет. Кога сурфам јас сум кул. Играм опасно е досадно.
се ќавете на измислениот, а вистински проект Одржливо неѓубре, моето репортирање продолжува. Цело време добивам материјали од теренот, тоест од економисти-оптимисти. Во заграда. Студентите на мајка ми од економски факултет Прилеп. Па од моето училиште Елпида Караманди Битола, а се крчкаат и интересни работи од техничкиот факултет Битола и од другите чинители. Или што би рекле економистите стейкхолдери. Држачи на стек, пилешки стек, телешки стек. Сите вклучени правеа многу изработки. Некои од нив се на слика, видео, презентација, аудио снимка. Имаме колаж од сработени материјали. Убаво ќе беше да имавме и колач, но среќни сме со колажот. Радиото е магичен медиум, бидејќи она што го слушате, може да си фантазирате, да го замислите колку е тоа прекрасно, нели? Еве листа на идеи како отпадот да стане неотпад, тоест ѓубрето да не добие статус на ѓубре, туку на нешто што се користи за да се направи нешто друго. Разбирате? Поентата е што подолго да остане во употреба. Следува студентка Емилија со своето истражување и презентација. Слушнете ја! Здраво, јас сум Емилија Марковска, студентка во втора година на економскиот факултет во Прилеп. Сега ќе ви презентирам дел од мојата листа на идеи за решенија за измислениот новистински проект за одржливо неѓубре. Па тоа се следните. Најпрво, изберете локално одгледувана или органска храна. Следно е, оставете го вашиот автомобил дома и за таа цел ќе заштедите самите нели пари, а исто така ќе заштитите и животната средина со секоја помината милја. Понатаму имаме да штедиме вода, како што се да направиме различни поправки на местата за да се штеди вода, односно на местата на кои што имаме излив на вода, да ја искористиме дождовницата, да изгаснеме чешмата додека ги четкаме забите и така натаму. Следно е да избереме повеќекратна наместо еднократна употреба, односно пластиката да е едноставно да ја замениме со стакло. Понатаму имаме за штедење на енергија, како што е време да купиме нов апарат, да гледаме да на него има сертификат Energy Star, да го запечатиме протекувањето на воздухот околу самите врати и прозорци, на тој начин ќе заштедиме енергија. Понатаму имаме да купуваме половно, односно еден начин за да заштедиме пари, а исто така да го заштедиме производството на нова облека е да купуваме од second hand продавници, односно продавници кои што веќе облеката е искористена од некого. Следно имаме да ставиме крај на фрлањето на храна, односно најголем дел од трошоците кои што се прават се токму поради фрлање на голема количина на храна која што може да се употреби за да се нахране некое животно, а исто така од друга страна да заштедиме пари. Понатаму имаме да засадиме дрва, односно тоа се нашите бели дробови. Во прилог следуваат иновативните решенија на современото живење. Па така најпрво имаме соларни клупи и што се тие ни нудат, односно какви бенефиции имаме од истите. Следно е иницијативата за зелена градба, односно во што поголем обем да ги имаме зелените градби. Понатаму имаме за the sea bin, односно безбедно чистење на океаните со корпи за отпадоци, односно како отпадоците во океаните едноставно да исчезнат. Понатаму имаме Air Carbon, односно одржлива пластика за иднината, односно тоа е она нова пластика кон која ќе се ориентираат пред се посовремените земи, а потоа и останатите со цел да се минимизира користењето на пластика. Понатаму имаме за Ескафе, тоа е ткаенина создадена од рециклиран талок од кафе
и кои се придобивки таа ги нуди. Следно имаме за Fairphone, тоа е првиот етички паметен телефон во светот, односно оној чии перформанси се на високо ниво, односно не опаѓаат и има за цел одржливост, односно не почесто менување на вашиот мобилен телефон. Понатаму имаме за Cloudfisher, тоа е претворање на магла во вода за пиење и многу е добро да се напомене дека станува збор за безбедна вода на пиење благодарение на брзината на ветерот. И тоа би било се. Кога грми и кога светка, безгрижно ја си се шеткам. Чадорче си имам свое, го отварам и готово е. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се погинува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се погинува, а не настигнува. Кога сипе и кога дува, косата ја си ја чувам. Тешко врне и снегове, па и сонцето кога грее. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Смешка, кој витамин го има најмногу кај овците? Бе! Кога грми и кога светка, безгрижно ја си се шеткам. Чадорче си имам свое, го отварам и готово е. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Кој си носи чадорче, не наврнува, а се поминува, а не настигнува. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола. Учениците од 7 В одделение од моето училиште Елпида Караманди, менторирани од својата класна, а мојата прекрасна професорка по англиски јазик, Дженет Тасковска, направија свое истражување за одржливост на ѓубрето, чудовиштето отпад и сето тоа го снимивме во огромната училишна менза, како бал под маски. Слушнете ги! 1, 2, 3. Give me an eye. Eye. Give me a can. Can. Give me a wee. Wee. Give me a can. Can. We can do this together. We can do this together. I can. We can do this together. Јас го нацртав овој цртеж со наслов одржување на ѓубре
со цел сите да одржуваме нашата планета Земја, да не фрламе ѓубре. Здраво, јас сум Филип Јановски и јас денеска направив цртеж за одржување на ѓубре. Немојте да фрлате пластични шишиња и секакви други, бидејќи од тоа пластично шише може да се направи некоја играчка и да ја подарите таа играчка на некој. На мојот цртеж ја гледате чистата природа, а долу гледате како не треба да се фрла пластични шишиња. А на другиот дел од цртежот има како се изработува нешто тоа пластично шише или стаклено. Од шишето. Така е, другарчиња. Се започнува од едукација. Да нацртаме како треба. Планетата е нацртана so cute. Така среќна и чиста. А упатството за повторна употреба и приказот како треба да биде погодок. Здраво, јас сум Василијан. Јас сум Христијан Стоевски. Здраво, јас сум Константин Ракосовски. Здраво, јас сум Алдин. Здраво, јас сум Дамјан. Здраво, јас сум Никола Ракосовски. Овој цртеж го значува знакот за рециклирање на хартија. Овој цртеж значи да не ги фрламе падаците на земја, да ги фрламе во корпа за падаци. Да, смешно, но вистинито. Ѓубрето се фрла во корпа. Нашите градови, села, ниви и планини се послани со ѓубре. Да не ви треба подобар диоптер или вие пусти ѓубреви фрлачи, да не знаете како изгледа корпа. Еве ја, нацртана и 3D во живо. Јас го направив овој потсетник за страни во книги со цел на позабавен начин да учиме за одржување на ѓубре. Јас сум Василијан Здравковски. Отпадот е секоја материја или предмет со што создавачот или поседувачот го фрла. Има намера да го фрли или од него се бара да го отфрли. Едноставно кажано, отпадот е се што е отфрлено, вишок или на некој друг начин фрлено во животната средина. Рециклирање е преработка на веќе користените материјали за добивање на нови производи. Со овој процес се спречува губењето на материјали, намалувањето на потрошувачката, на нови суровини, се намалува користењето на енергија и се намалува загадувањето во воздухот и во водата. Депониите се места каде што се одлага отпадот. Тие представуваат наједноставни, најевтини и со тоа најчест начин на отстранување на отпадот. Колку убав DIY букмаркер како еднорог. Навистина ретки се тие чии што идеи и постапки треба да се мултиплицираат. Заклучок од претходно кажаново. Отпадот не мора да е толкаво чудовиште. Најпрво можеме да му ја намалиме големината. Тоест, да не фрламе, да скратиме фрлање дури после неколку реупотреби. Значи да не бидеме разгалени и мрзеливи. За сега, отпадот има штит од 500 поени, енергија од 1000 поени, сила повеќе од сите нас, а го има и злобниот катанец каде ги полни своите батерии од истечените отрови од нашето ѓубре. Сите во борба против чудовиштето отпад! We can do this together. Јас сум Христијан Стоевски. Мелиоризацијата на земјиштето, отпадот закопан под слој почва може да го подобри обработливото земјиште, што значи дека тука може да се садат растенија. Распаѓањето на отпадот ги обезбедува потребните супстанции за развојот на растенијата. Понекогаш отпадот се пали, што има предност во забележителното намалување на количината на ѓубре, а пепелта е чиста и без патогени бактерии. Clean environment. Planet big and strong, but polluted and sick. Please do something that will make all people understand. You will make them throw all the garbage in central garbage cans. And of course, recycle it. Many garbage dumps have burned in you.
Many rivers, lakes, seas, and oceans are polluted. Sadly, but truthfully, it has also increased, and the greenhouse effects is harmful for all of us. Throw the waste in the trash, guard the environment for a clean future. Иако сум мала, се сакам да знам зашто сонцето не грее и не стоплува. Истина е дека јас сум до села, умна глава решава, но сто пражува. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. Јас сум Данило. Јас сум Јован. Јас сум Мартин. Јас сум Лука. Јас сум Филип. Иако сум мала, се сакам да знам зашто снегот кола паѓа, вода станува. Истина е дека јас сум до села, умна глава решава, но сто пражува. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. А вие сте родители со работа зафатени, одговор чекам, прашувам, да научам, се радувам. Здраво, јас сум Ана Марија Басилковска. Јас сум Фрусина. Здраво, јас сум Андри. Здраво, јас сум Леона Лиловска. Здраво, јас сум Верица Китановска. Ние изработивме презентација. Ние изработивме песна и ние изработивме исто така и цртежи. Биди прв во првите редови. Твојот влог за татковината. Вреди. Искористи го секој отпадок. Може би некаде вреди. Не фрлај кај ќе стигнеш. Награди следи. И запомни, прашината со крпа се чисти. Хартијата и стаклото се рециклира. Некаде придобивка, а некаде производ. Види тој што рециклира и штеди. Имаме многу врсти на отпадни канти, канта за хартија, канта за стакло, канта за пластика и уште многу други. Рециклирање, преработка на отпад или добивање на второсуровина е преработка на корисните материјали за добивање нови производи. Со овој процес се спречува ѓубрето на материјали, намалување на потрошувачката на нови суровини. Се намалува користењето на енергијата, се намалува загадувањето во воздухот и во водата. Се рециклираат многу видови на стакло, хартија, метал, пластика, текстил и електроника. Речиси половина од отпадот што го создаваат луѓето може да се рециклира. Знакот за рециклирање има 3 стрелки кои ги означуваат трите фрази: собирање, преработка и повторна потреба. Рециклирањето се цели кон подобрување на животната средина со намалување на користењето на нови суровини и создавање на циркуларна економија, во која на отпадот не се гледа како финален производ, туку како ресурс за создавање нови производи. Многу типови на стакло, хартија, картонски амбалажи, метали, пластика, гуми, текстил и електрика важат за материјали кои можат да се рециклираат. Компостирањето и другите употреби на биоразградливоста, разградливиот отпад, како што е храната или отпадот од градини, исто така се смета за рециклирање. Не фрлај ѓубре околу себе, тоа може бргу да ти пречи тебе. Потруди се
zasadi drvo ili cvet, тоа ќе е корисно за целиот свет, за целиот свет. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Не фрлај ѓубре околу себе, тоа може бргу да ти пречи тебе. Потруди се, засади дрво или цвет, тоа ќе е корисно за целиот свет, за целиот свет. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Здраво, јас сум Ивана Ѓоргиевска. Здраво, јас сум Ангела Тодоровска. Здраво, јас сум Арелиевска. Здраво, јас сум Јована Марковска. Здраво, јас сум Ирина Дамовска. И ова е слушна тема. Рециклирањето било вообичаена пракса во најголем дел од човековата историја, датирајќи од 4 век пред нашата ера, кога Платон се јавува како еден од првите поборници на овој процес, во период на недостиг на ресурси во археолошките пронајдоци и од антички депонии имало помалку домашен отпад, укажувајќи дека поголем дел од отпадот се рециклирал во недостиг на нови материјали. Во прединдустријското општество постојат докази дека рециклирање на бронза и други кои биле топени и обликувани одново се разни потреби. Рециклирањето на хартија првпат е регистрирано во Јапонија во 1331 година. Поголемиот дел од хартијата се добива од млеко, дрво како смерка или бор. Стеблата се сечат во трупци и се носат во фабрика за хартија. Трупците се ситнат на струганки. Струганките се варат во пулпа за да ги испуштат влакната. Влакната се мешат со хемиски соединења и бои. Од пулпата се отстранува водата, а валјаците ја отстрануваат преостанатата вода и ја пренесуваат пулпата во хартија. Големата хартија волна е финален производ. Стаклото е единствен амбалажен материјал што може неограничено да се рециклира и при тоа да го задржи истиот квалитет. Тоа се селектира по боја, при што се одвојува необоено зелено и кафраво стакло. Потоа се врши третман на стаклото и се ситни на помали частички, гранули и се пакува. Еден тона рециклирано стакло заштедува 42 киловат-час електрична енергија, 19 литри нафта, 2 метри кубни депонски простор, 603 килограми песок, 196 килограми сода, исто толку варовник и 70 килограми филтр. Секој ѓубре што извршува депонија се пали и се направува уште место за уште, а токсичниот дим и загадувањето од горењето го дишаш ти. Жолтата канта представува пластика и метали.
Зелената канта представува стакло, а плавата канта представува хартија. Другарчиња, колку многу вложување, производство, третмани и трошење на ресурси за да се создаде амбалажа која ние воопшто не ја почитуваме, ниту користиме во целиот свој потенцијал. Драга амбалажа, од сега многу повеќе ќе те почитувам. Ветувам. Zagaden воздух, нафтена дамка, планетава пара, спасоносна сламка, озонска дупка, пластични кеси, стани екологист. Ако уште не си, природа чиста, само во спомени, сечење шуми, климатски промени, ние не сакаме никого да судиме, само еколошка свест да разбудиме, Ние сме екогенерација. Училиште за пример на целата наша нација. Дадете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот Природа чиста, само во спомени, сечење шуми, климатски промени, ние не сакаме никого да судиме, само еколошка свест да разбудиме, Ние сме екогенерација. Училиште за пример на целата наша нација. Дадете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот глас. Ние сме екогенерација. Училиште за пример на целата наша нација. Дадете љубов за мајката земја. Додека има време за спас, иднината зависи само од нас. Нека се чуе и нашиот глас. Јас сум Дженет Тасковска, професор по англиски јазик во Општинското основно училиште Елпида Караманди Битола и ви праќам поздрав во слушнетене на Укло FM радио. Драга наставничке, вие сте онаа што нам ни дава крилја и со вас се чувствуваме и згрижени, и научени, и насочени, и своји. Вие бевте онаа која што ме поддржа со најкреативните и најлудите идеи за емисијата. Па заедно правевме радиодрами, скокавме, рапувавме, Too Cool for School за распустот и што уште не. Вие ме поврзавте со ќубра од Аксара и Турција и се уште другаруваме и ми праќа поздрави. Моето виртуелно, а вистинско другарче. Заедно се појавувавме
како панелисти на Western Balkans Alumni Association и бев многу горда на тоа. Во заграда, а мајка ми беше презрекна. Ова се само неколку работи за кои од срце ви благодарам и навистина сметам дека вие сте таен агент на децата во светот на возрастните. Вие не разбирате и нас, децата, и нашиот свет. Како го правите тоа? Што би ни порачале? Моја мила Ноела, благодарам за прекрасните зборови. Па вие, децата, ми сте најголемата инспирација за се оно што го правам од срце. Која беше конкретната активност со која ги активиравте моите другарчиња, цртичка вашето одделение од седмоодделенци во измислениот, а вистински проект Одржливо најѓубре? И која беше целта што сакавте да ја постигнете? Што требаше да научат? Кога слушнав за проектот Одржливо најѓубре, помислив на некои мои креации што јас лично ги изработувам во моје слободно време. Со тоа сакав да ги проширам знаењата на моите ученици, да творат, да креират и да изработуваат нови предмети од стари предмети наместо да ги фрлат. Со задоволство проектот им го споделив на моето одделение, кое со сето срце прифатија да напишат песна, да направат постер и разновидни креации од рециклиран материјал, а воедно се забавуваа, а најмногу научија дека е од голема важност да се чува околината чиста, затоа што таа е нашиот дом. Дали мислите дека возрастните ќе научат нешто од оваа активност на децата и од овој измислен, а највистинит проект? Како да го натераме светот да научи и да работи на тоа да биде подобар? Да, секако дека ќе научат нешто. Денес мислам дека се повеќе се изработуваат и создаваат нови предмети од стари под мотото кое го следи моето одделение Don't throw, reuse. Се разбира, моите универзални прашања. Што сте правеле кога вие сте биле деца? Што биле најголемите радости тогаш? Што можеме да усвоиме сега од тие работи? Како и секој дете, се радував на моето детство. Се радував на многу нешта што не би можела да извоам едно посебно. Целото моje детство беше најголема радост благодарение на моите родители кои ми овозможија прекрасно детство. Ви благодарам за ова интервју и ви ветувам дека ќе репортирам за сите убави работи што ги правите во нашето училиште. Ве сакаме од срце! Чиста ти е постелина, а ти смрди околина. Свече плива у реци, пластичне кесе, конзерве, флаше. Пробуди се, човечето ѓубре е наше. Kada ti se želja javi, za sebe ostavljaš đubre u travi. Pitam se ponekad šta li imamo u glavi, ima poješće zečevi, vrtice i mravine. Uživaš u prizoru i pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda, drži se za glavu i viče ne. Čistiš, pereš, guraš loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaža, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu.
više pliva u reci. Plastične kese, konzerve, flaše, probudi se čoveče, to đubre je naše, hej. Čovek je sve brži i brži, zemlja se trudi svoj ritam da zadrži. Njeno srce takođe kuca, ne dajmo mu da do kraja popuca. Umesto za blagom da trčimo, zaustavimo se na tren, da je saslušamo, da je saslušamo. Волшебен поздрав, магична прашинка, звездени жилби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Kuvam stifites, godišćom crnes nego što se slučuva. Pune zemljata, suvi reki, gorac šumi, toplo peko, mraz od popušta. Tone zemljata. This is the only place that we're calling home. We have to realize that we're doing wrong. We are the new green forces, so let's take control. 'Cause it's the only place that we're calling home. We're calling home. Razmisli se, zavisi od tebe i od mene. Pobrzaj, ti nemaš mnogo vreme, da nisi sa mene. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Угло ФМ, магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноила Нечковска. Петто отделенка од Елпида Караманди Битола. Големо поздравче! This is the only place that we're calling home. We have to realize that we're doing wrong. We are the new green forces, so let's take control. 'Cause it's the only place that we're calling home. We're calling home. Razmisli se, zavisi od tebe i od mene. Pobrzaj, ti nemaš mnogo vreme, da nisi sa mene. Pobrzaj, ti nema mnogo vreme. Razmisli se, zavisi od tebe, zavisi od tebe. Razmisli se, zavisi od tebe i od mene. Pobrzaj, ti nemaš mnogo vreme, da nisi sa mene. Укло ФМ, Битола. Јануари 2022 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.